Денеска стапи на сила одлуката за одредување највисоки трговски маржи на продажните цени на основните прехранбени производи. Со одлуката на владата се определува највисоката трговска маржа да изнесува до 5% на продажната цена пресметана во трговијата на големо, односно до 10% на продажната цена во трговијата на мало, кај лебот, шеќерот, солта, брашното тип 400, суровото сончогледово масло и сончогледово масло за јадење, трајното млеко со масленост 2,8, 3,2 и 3,5%, свежото месо и сувомеснати производи, сирење и урда, ориз, јајца, тестенини, пченица и овошје и зеленчук. Истовремено престанува да важи претходната одлука за замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека нема да го издржат постојаното покачување на цените на производите. Може ли да се издржи од први до први? Не може да се издржи. Никако, ич. Не може. Не може никако. Еве и од денес се одмрзнуваат цените, треба ли да се одмрзнат? Не. Не би требало да ги одмрзнат. Треба да продолжи барем до 6 месец. Нормално тоа што е неопходно, треба да се допират. Иначе не е во ред со овој стандард што го имаме, да имаме такви цени. Цените нагло идат. Пати нема, работа нема, млади нема, побегува свите. Сега Бог ни е на помош, никој друг. Па не може баш, ама со помош на 2 плати, 3, сега деца кои како работа, ако се сами. Не веруjem. Тешко, мамо. Со ова поскапување, Бога ми, не знам. Ова секој месец само тие ги покачува цените. За мене не е проблем, ама за другите што имат семејство со 5 члена, со 250 и сеја викат го покачиле. Како го покачиле тоа со 3000 покачување. А цените дупло. Ја не знам, Бога ми, аман ваќе нема да издржи многу. Доколку трговците не се придржуваат до одлуката за трговски маржи согласно Законот за трговија, ќе следуваат глоби. Во наредниот период, според најавите од надлежните, Државниот пазарен инспекторат ќе излезе на терен со засилени контроли, а граѓаните кои ќе утврдат зголемување на цените на основните прехранбени производи можат да пријават на бесплатниот број 191 на Државниот пазарен инспекторат.